Па веројатно ако ја бараме одговорноста, нели, каде и кога треба да се објават тие информации, би ја побарале и од страна на компаниите да верификуваат дека таква кампања постои или не постои од една страна, но институциите секако да бидат малку погласни во насока на тоа кога би забележале дека постојат одредени кампањи за одредени целни групи, ако сакате и заедно со Организација за заштита на потрошувачите, да се седни, да се разговара и да се каже дека да, во ред има, нели, во моментов таква кампања во која што се собираат лични податоци кои што во ваков опсег се доволни за извршување на одредена цел. Но тоа е едноставно заштитата на личните податоци потекнува веројатно првично сам себе, како една вештина, како информација, како знаење, како капацитет, но од друга страна и одговорноста за тоа како да не се собира преголем обем на лични податоци останува и на самото правно лице како еден од одредбите на Законот за заштита на лични податоци. Ќе треба време да помине за процесот на дигитализација и дигиталните вештини, кои што се две различни работи, всушност да ги усогласиме. Ние тераме напред со дигитализација на одредени услуги, меѓутоа дигиталните вештини, дигиталната писменост е на многу пониско ниво, за да може да дојде социјалниот момент, како што велите, комплетно разбирање и комплетен механизам за пријавување на ваквите инциденти или потенцијал, доколку може да бидат инциденти, да биде на едно соодветно ниво. Каскаме со и формалното, но и неформалното образование. Од една страна во делот на објаснување на тоа што значи дигитализација како процес и колку е и нашата улога и како поединци, и како организации, и која улога ја има и како институции во рамки на спроведување на кампањи за зголемена свесност за она што се користи или ќе биде искористено како податок во рамки на таа кампања.